Драги ученици од петто оделение, добар ден и добре дојдовте на овој час по македонски јазик. Јас сум Александра Николова, оделенски наставник во Општинското основно училиште Васил Главинов од Скопје. Денешната наставна содржина е обработка на текстот Емил и детективите, кој е извадок од истоимениот роман. Целите на овој час се следни. Учениците да ја разберат содржината на текстот, да го прераскажуваат текстот, да имаат своји предвидувања за постапките на ликовите, да развијат критичко размислување за настанот преку своите идеи, да направат морфолошка анализа на зборови и стекнатите знаења и поуки да ги применуваат во своето секојдневие. Јас сега текстот ќе ви го прочитам, а вие внимавајте на содржината. Емил и детективите. Емил, синот на сиромашната фризерка Тишбајн, патува со воз кај својата баба во Берлин да ја однесе пари кои се потребни за живење. Во купето се запознава со еден господин со тврд шешир. Измореното момче цврсто заспа. Кога се разбуди, го немаше господинот, ама и парите. Што ќе ја каже на баба му, на мајка му? Сепак пристигнува помош. Запознава момчиња со кои организира потера по крадецот. Кога тој ќе влезе во такси, тие влегуваат во следното. Автомобилот тргна преку улицата и забрза по другиот автомобил. Што се случило? Праша возачот. Ах, човеку, тој нешто ни дрпна, ама ќе му ја свариме чорбата, рече Густав. Ама тоа да остане меѓу нас, разбравте ли? Како сакате, одговори возачот и запраша. А имате ли пари? А за какви не сметате? Викна професорот со прекор во гласот. Де, промрмори човекот. Внимавај, неговиот број е А3733, го предупреди Емил. Не му се доближувај премногу на крадецот, рече Крумбигал. Во ред, промрмори возачот. Така одеа по улицата, па преку плоштадот. Неколку луѓе застанаа на тротоарот, се вртеа по автомобилот и се смеја на смешната дружина. Клекнете, прошепоти Густав и момчињата се старкалаа по подот, еден преку друг, како зелки. Што се случило? Праша професорот. Во Лутеровата улица свети црвено светло. Мора веднаш да застанеме. И тие ќе застанат. Двата автомобила застанаа, чекајќи да се запали зелено светло на семафорот. Никој не можеше да забележи дека едниот автомобил е полн. Момчињата добро се сокрија. Возачот се сврте, свати и се насмеа. Само возењево да не трае предолго, рече професорот и погледна кон таксиметарот. Оваа шега веќе чини 18 фенинси. Возењето брзо заврши. Првиот автомобил застана пред хотелот Крајт. Човекот со тврдиот шешир излезе, плати и исчезна во хотелот. Густав по него, викна нервозно професорот. Ако хотелот има два излеза, ќе ни кидне. Густав исчезна. Тогаш излегоа и другите. Емил плати. Професорот ги поведе своите луѓе низ вратата, која водеше во голем двор зад киното. Ќе биде среќа ако крадецот остане во хотелот, рече Емил. Овој двор е погоден за следење. Овој е наш, рече Густав. Одседнал во хотелов. Се качи во лифтот. Друг излез нема. Ако не ни избега преку покривот, сигурно е наш. Дали Крумбигал е на стража? Праша професорот. Се разбира, човеку. Тогаш Митан Цвај постариот зема паричка, се стрча во кафеаната и му се јави на малиот Динстак. Ало, Динстак? Лозинка, Емил? Овде е Митан Цвај сениор. Човекот е во хотелот Крајт. Ние стражариме во дворот позади киното кај левиот излез. Ви треба ли помош? Тешко ли беше досега? Не. Крадецот зеде такси, ние исто, и се по него додека не излезе. Зеде соба и сега е горе. Сигурно дзирка под креветот за да не го следи некој. Во која соба е? Не знаеме, ама ќе дознаеме.
Колку би сакал да сум со вас. Кога ќе добиеме задача да пишуваме состав, ќе пишувам за ова. Ти се јавил ли некој друг? Не, никој. Да побудали човек. Ајде здраво. Ви посакувам успех, пријатели. Што сакав? А, да, лозинка Емил. Митанцвај го затвори телефонот и се врати во дворот на должност. Веќе беше 8 часот. Професорот отиде да ја провери стражата. Автор на овој текст е Ерих Кеснер, како што рековме на почетокот дека текстот е извадок од романот Емил и детективите. Се надевам дека ви се допадна содржината на текстот и дека имаше навистина интересни случувања, а сега ќе можеме да одговориме на неколку прашања и да направиме една кратка анализа. Со кои ликови се запознавме во овој извадок? Во овој извадок се запознавме со ликот на Емил, Густав, Крумбигл, професорот, Димстак, Митенцвај, таксистот и крадецот. Така. Пошто го препознаваат крадецот Емил и момчињата? Емил и момчињата го препознаваат крадецот по тоа што носе отврт шешир и по регистрацијата на автомобилот. Точно. Што значи за вас тоа дека момчињата ќе му сварат чорба на крадецот? Тоа значи дека ќе го фатат човекот што му ги зел парите на Емил и ќе успеат да си ги вратат, бидејќи тие пари биле наменети за бабата на Емил, на кои биле навистина многу потребни за живење. Токму така. Што преовладува најмногу во текстот? Опис, диалог или монолог? Во текстот најмногу преовладува диалог меѓу момчињата, односно детективите. Така е. Ајде да видиме која ќе биде темата на овој извадок. Темата на овој извадок ќе биде Емил и неговата верна дружина. Така е. Кога се случува овој настан? Навидум еден обичен ден. Точно. Каде се случува најважниот настан? Најважниот настан се случува пред хотелот Крајд. Така е. Кој е главниот лик во текстот? Главен лик во текстот е Емил. Емил, така е. И на крај да видиме каква порака можеме да извлечеме од овој извадок. Од овој извадок можеме да извлечеме следната порака. Силата е секогаш поголема кога ќе се сплотиме. Токму така, одлично. За домашна работа ќе имате преку техниката прозорец да напишете што ви се допадна, а што не ви се допадна од овој текст, како и една табела која треба да ја пополните според барањата со зборови од текстот. Треба да пронајдете неколку именки, заменки, придавки и глаголи. Ви благодарам на вниманието. Довидување.